моето единствено прашање до Министерката за енергетика произлегува од новонастанатите состојби кои можеме веќе да ги увидиме и да ги констатираме со носењето на буџетот за 2025 година. Јас би подсетил на еден политички светски феномен кој се случи во изминатите неколку години, а тоа е дека сите влади кои беа на кормилото на своите држави за време на енергетската криза доживеа пораз, освен исклучок е Индија, каде што Моди победи, значи сите светски влади, сите европски влади паднаа за време кои беа на кормилото на државата за време на оваа енергетска криза. Сега јас би посочил на тоа дека вие, како експерт во македонската јавност, се појавивте да ги ублажите енергетските маки на граѓаните. Мицковски, како човекот, овој сектор се појави за со магично стапче да ги реши енергетските проблеми на граѓаните во Република Македонија. Јас би ве предупредил дека затоа што сте поставени новие принципи дека ќе ги решавате енергетските проблеми на народот, а со ова што го правите со буџетот и со вашето политичко дејствување во наредните години, кои можеме да претпоставиме какво ќе биде. Јас ви уверувам дека токму преку вашето министерство, токму преку вашата дејност, оваа влада ќе се делегитимира и следните избори ќе бидат референдумски избори за високи сметки и за приватен интерес во енергетскиот сектор или за конечно ставање на ред во безредието во енергетската индустрија со која владее енергетската мафија представена преку вашите партии на олигархијата. Јас би сакал да ве подсетам дека во 1991 година Македонија беше под ембарго, Македонија немаше сопствена полиција, Македонија немаше сопствена валута. Но зошто преживеа Македонија во 1991? Затоа што имаше независен енергетски систем. Сега Македонија нема независен енергетски систем. И вие тоа го знаете. И токму во тие прилики, каде што Македонија ја губи својата енергетска независност, вие дојдовте како спасител, Министерството за енергетика е отворено како министерство кое треба да ги реши проблемите со енергетиката. Но веќе можеме да видиме дека вашата експертиза и експертизата на Мицковски не се за да се подобри независноста на Македонија, туку токму заради вашето познанство, заради вашата експертиза во секторот, да се задоволат приватните интереси на енергетската мафија во Република Македонија. Развивањето на енергетската независност значи поголем суверенитет на Република Македонија и поголема отпорност на екстерни фактори кои влијаат на донесувањето на одлуките во Република Македонија. Вие, почитувана министерка, се подсетиме каков ресор наследивте. Наследивте ресор каде што 40 години нема суштинско подобрување на инфраструктурата во овој ресор и сето тоа што вие го имате е енергетскиот систем од 1991 година плюс ХЕЦ Козјак и ветерниот парк во Богданци и минус, многу битно, минус тоа што електростопанството на Македонија е фрагментирано на ЕСМ, на МЕПСО и најважно од се на ЕВН. Во оваа равенка, ако го додадеме тоа, дека енергетските капацитети кои ги имаме, како што е РЕК Битола, во 2022 година, во екот на најголемата енергетска криза, блок 3 од РЕК Битола не работеше 365 дена, работеше само 1 час. ТЕЦ Неготино се уште е на мазут, РЕК Ослама и 168 дена бил во резерва. Државата за 3 години за набавка на јаглен, мазут и природен газ потрошила близу 600 милиони евра. И сега во целата оваа равенка, ако го додадеме хаосот со непланско и неконтролирано доделување на концесии за фотоволтаици и мини хидроелектрани, тогаш може да ни стане јасно дека не само што не можеме да одговориме на потребите за енергетска независност на Македонија и за квалитетен живот за нашите граѓани, ние за нашите пријатели во политичките кругови, за нашите спонзори од енергетската мафија понатаму ќе го ставаме во служба овој ресор. Сакам да ви посочам нешто. Според Министерството за финансии, заклучно септември 2024 година, АД Електрани на Македонија, кои се во собственост на државата, има доспеан, а неплатен долг од 4 милиарди, 426 милиони, 840.065 денари и недоспеан долг за Т плюс 1, Т плюс 2, вкупно 5 милиарди 747 милиони 525.935 или вкупен долг од над 10 милиарди или 165 милиони
евра. Од друга страна, СМ производство на топлинска енергија има долг од над 8 милиони евра. И во целото ова време, ако ги видиме приватните елементи на индустријата, значи сите државни елементи се во долг, а приватните елементи, австриското ЕВН, во 2023 година бележи добивка од 28 милиони евра, што во споредба со годината предходно е раст од 546%. На кој пазар заработува пари ЕВН е прашањето? Па на македонскиот. Сета оваа добивка која се слива во приватни джебови. Понатаму, може вие имате лукративни придобивки од тоа, народот наш сигурно не, затоа што тоа крајно е странски капитал и преку тој странски капитал се влијае на внатрешната политика на Република Македонија. ЕВН Хоум има добивка од 20,8 милиони евра, тоест раст од 129%. И заради ова, иако се манипулираше, за нова година ќе има ново поскапување на струја. И сега, ако го видиме се во ова, ако видиме дека во Македонија, очигледно дека во енергетската индустрија, приватниот интерес и те како заработува од нашите граѓани, а сите државни елементи се во загуба, моето прашање, министерке, кое е повеќе слојно, пред се однесува. Дали вие како виден експерт сте тука за вашите познанства во индустријата, да ги искористите за Мицковски подобро да ги направи сите сделки со енергетската мафија која го спонзорира неговата партија и неговата коалиција. Зошто, министерке? Затоа што овој беден буџет за 2025 година имаме само 1,3 милиони евра за гасификација. Како е тоа доволно за развивање на енергетската независност на Македонија? И најповеќе од се, моето прашање се однесува и сакам експлицитен одговор за ова. Вашиот премиер, затоа што е изборно атрактивно, цело време го спомнуваше Чебрен. Го спомнуваше Чебрен дека ќе биде изградено државни пари. Сега во овој буџет гледаме една голема нула за Чебрен. Зошто не предвидувате пари за Чебрен е прашањето? Затоа што крајно прашањето кое граѓаните го имаат е зошто бесконечно им растат сметките за струја и зошто им се уништува животниот стандард. Зошто се уништува? Затоа што оваа влада има само за цел да го задоволи приватниот интерес на енергетската мафија. 14 неуспеани и пропаднати тендери имаме за Чебрен. Тоа значи дека проектната документација, студијата на техничко ниво веќе постои во ЕСМ. За Чебрен само треба да имаме политичка волја која е далекусежна, затоа што Чебрен ако го правиме, треба да го правиме на временска дистанца која е поголема од еден мандат. Но вие немате политички интерес да правите нешто што е далекусежно позитивно за државата, затоа што вие знаете дека имате 4 години и 4 години се потребни да се наполнат вашите джебови и джебовите на олигархијата која ве спонзорираше за да дојдете во оваа позиција, за да го отворите Министерството за енергетика и во следните 4 години само да ја продолжите агонијата на граѓаните на Република Македонија. Вие, министерке за енергетика, не знам вашата независност во склоп на владата, но верувајте, на вас ќе биде крајниот суд, дека вие како министерка за енергетика, првата министерка за енергетика во Република Македонија, не направивте ништо за развивање на независноста на енергетскиот систем во Република Македонија. Затоа што крајно, драги пратеници, овие партии, ова собрание и оваа влада никако не може да покаже капацитет за решавање на вистинските проблеми кои се во склоп на државен интерес кој е многу поголем од мене, од вас, од овие генерации, од следните генерации или за вашето министерување или што и да е понатаму. Затоа што со овие недостатоци кои се однесуваат на суверенитетот на Македонија, се поврзуваат сите проблеми понатаму. Не можеме да зборуваме за иднина на нашите граѓани, се додека во таа иднина нема во равенката енергетска независност за Република Македонија. Ви благодарам.